имам чест и задоволство уште едно неделно утро да поминам во ваше друштво и да се обидам да ве научам нешто ново на тема уредување на вашиот простор. И за денес подготвивме доста интересни теми. Верувам дека ќе ве задржам тука до самиот крај, односно следниве 30 на минути, колку што ни е предвиденото време за денешново дружење, а со што ќе ги исполниме нешто што е уште поважно и тоа ќе ви го откриам во краткиот преглед на денешново издание. Еве што ќе гледате во овој квадрат. Во новиот квадрат зборуваме за Miami Art Deco стил, кои се оние бои кои ве опуштаат и кои декорации може да направат вашиот простор да изгледа ефтино. Останете тука, по рекламите почнува новиот квадрат. Сигурно ви се случило да влезете во некој простор и да се чувствувате растеритени, ослободени како да ви е стимнат некој товар од рамениците. Верувајте, не е до квадратурата, не е ниту до скапиот и луксусен мебел, но во голема мера е до боите. Па кои се оние бои кои прават ваква релаксирачка атмосфера во просторот и кои сигурно би сакале да ги имате и во вашиот дом, ви откриваме во прилогот кој следува токму сега. Има станови каде што влегувате и веднаш ги спуштате рамената како да сте спуштиле невидлив товар. Не станува збор за скап мебел, совршена организација или квадратура што импресионира на хартија. Најчесто станува збор за нешто многу посуптилно. Боја. Зидовите не се само позадина за мебел и декор. Тие се атмосферата, чувството во воздухот, тивкиот тон на просторот, што без зборови вели. Тука можете да забавите. Затоа психологијата на боите не е само естетска игра за љубителите на интериери, туку вистинска алатка што влијае на тоа дали се чувствувате опуштено или напнато во одреден простор. Ако целта е дом што го смирува умот, наместо дополнително да го затоплува, вреди да се погледнат некои нијанси кои на вистина го имаат тој ефект. Што всушност ја прави бојата смирувачка? Не секоја светла нијанса е автоматски опуштачка. Не секоја неутрална е безбеден избор за мир. Клучот е во еден збор – интензитет. Смирувачките бои се пригушени, тивки, без острина и без потреба да се наметнуваат. Тие немаат висока сатурација, не скокаат во преден план и не го заморуваат окото. Тие често содржат потопли земјени нијанси што ги прави помеки. Затоа чистата, ладна бела може да изгледа стерилна, додека белата со нота на беж или розова веднаш станува попријатна и пожива. Истото важи и за сините и зелените тонови. Во нивната намалена прашкаста верзија, тие делуваат како визуелна инспирација. Палета што го смирува умот и не изгледа здодевно. Ако треба да направите мал спа за зидовите, следните нијанси би биле во игра. Опуштена сина, подсетува на небо и вода, дава чувство на широчина и ментален простор. Пригушени зелени и жалфија тонови, најблиску до природата, без притисок и визуелен шум. Топла бела, помека, понежна верзија на стерилната бела, која бара внимание. Тие тивко ја ослободуваат. Како да спречите смирувачката палета да стане поспана? Најголемата грешка е да се претвори смирувачкиот интериер во простор без карактер. Смиреност не значи празнина. Се е во текстурата и контрастите. Здодевната зелена изгледа сосема поинаку со природно дрво, ленени ткаенини и керамика со несовршена површина. Топлата бела добива длабочина кога е скршена од природна светлина и неколку внимателно избрани материјали, како што се камен или платно. Поентата не е се да биде исто, туку се да дише во ист ритам. Изборот на палетата во домот никогаш не е само естетска одлука, тој е тивок договор со сопствениот секојдневен живот. Во свет полн со известувања, бучава и постојано забрзување, домот може да стане против тежа, место кое не бара ништо, туку враќа енергија. Тоа не е терапија, не е чудо, туку е простор кој може да го спушти тонот на денот. Затоа смирувачките нијанси не се тренд, тие се мал луксус кој не е видлив веднаш, но се чувствува секој пат кога вратата ќе се затвори зад вас. А не ни само до боите. Голема улога играат и декорациите.
Досега многу пати сме зборувале за тоа кои се оние декорации кои ќе го направат вашиот простор да има душа, да изгледа луксузно и елегантно. Но овој пат ќе ја погледнеме обратната страна, односно кои се оние декорации во домот кои ќе му дадат ефтин изглед. За тоа зборуваме во продолжение. Живееме во ера каде што трансформациите на интериерот се случуваат на 15 секунди, барем на Инстаграм. Едно вртење, еден клик, неколку гениални трикови и очекувањата дека нашиот дом изгледа како страница од сјајно списание. И потоа, реалноста. Светлината е поостра, англите се немилосрдни, а деталите несомнено ја откриваат вистината. Проблемот не е во жилбата за брзи и прифатливи решенија. Проблемот е што некои паметни декоративни кратенки всушност го саботираат целиот простор, оставајќи впечаток на недовршен, површен и, да бидеме искрени, ефтин интериер. Ако сакате дом што зрачи со стил и карактер, време е да откриеме точно каде доаѓа грешката. Лажни материјали, краткотрајна илузија, самолепливи плочки, тапети со имитација на мермер, лажно дрво и декоративни греди звучат како совршено решение без мајстор. Но во реалноста, издигнати рабови, несовпаѓачки рабови и повторувачки принт што вреска дека не е автентично. Вашето око го регистрира тоа, дури и кога не можете да објасните зошто нешто не се чувствува како што треба. Му недостасува длабочина, текстура, приказна. Наместо имитација на луксус, изберете го вистинскиот материјал. Едноставен, но автентичен. Обоениот МДФ, квалитетна керамика или природна текстура секогаш изгледаат поскапо од лошата копија. Бидејќи во интериерот, автентичноста не е луксус, туку стратегија. Совршен сет мебел, стерилна атмосфера. Купувањето комплетен сет за дневна соба изгледа како најлесниот пат до хармонија. Се совпаѓа, се е координирано. И тука настанува проблемот. Просторот почнува да изгледа како излог, а не како дом. Кога се е исто, ништо не се издвојува. Без слоеви, без динамика, без живот. Стилот не е совршено совпаѓање, туку внимателна комбинација. Кадифена софа со дрвена маса од различна нијанса. Винтидж парче кое носи приказна. Покрај модерен детаљ кој изгледа поскапо отколку што навистина е. Погрешен соодност. Детаљ што го уништува целиот впечаток. Мал тепих што лепди под софата. Слика што изгледа изгубено на голем зид. Декор што постои само за да пополни празнина. Сите овие се грешки што визуелно го сечат просторот. Пропорцијата е основа на добриот дизајн. Тепихот треба да го врамува мебелот. Уметноста треба да има тежина и присуство, а зидовите треба да имаат значење. Подобро едно впечатливо парче што навистина ве представува, отколку неколку генерички декорации без карактер. Вашиот дом не бара повеќе работи, тој бара подобри избори. Домот не е тренд, туку личен потпис. Ако сакате простор што изгледа софистицирано, престанете да размислувате како купувач. Почнете да размислувате како дизајнер. Поставете си едноставни прашања. Дали ова има смисла во мојот простор? Како изгледа на дневна светлина? Дали се уште ќе го сакам ова за 5 години? Најубавите интериери не се најскапи. Тие се највнимателни. Кога избирате квалитет, пропорции и лични детали, вашиот дом добива она што ниеден тренд не може да го купи. Автентичност, длабочина и трајна елеганција. И тогаш повеќе не изгледа како пред и потоа од интернет, изгледа како ваш дом. Како почнуваат високите температури, така многумина од нас сакаат да отпатуваат негде. Мајами е можеби една од омилените дестинации, доколку оваа година нема да патувате таму, зошто да не го донесете Мајами во вашиот дом, и то преку арт-деко стил. Како изгледа оваа комбинација? Во продолжение. Доколку сакате бои, интересни форми и допир со театарска елеганција, стилот арт-деко во неговата тропска верзија од Мајами би можел целосно да ве освои. Овој разигран тренд, познат како Мајами арт-деко, ја носи енергијата на летото, пастелни тонови и гламурозна атмосфера што може да го претвори вашиот дом во пейзаж, сличен на сет од палми, зајдисонца и безгрижна атмосфера.
Создаден е како помодерна и порелаксирана интерпретација на класичниот арт-деко од 1920-тите години. И додека оригиналот беше препознатлив по своите драматични геометрии, луксузни материјали и темни тонови, верзијата од Мајами носи посветли нијанси, тропски влијанија и многу поразигран карактер. Резултатот е естетика што е елегантна и релаксирана, совршена за домови кои сакаат да изгледаат луксузно, но сепак да задржат допир на лежерна медитеранска атмосфера. Од гламур од 20-тите години до тропски сјај. Оригиналниот арт-деко стил е создаден како одговор на мрачната атмосфера по Првата светска војна. Дизајнерите сакале стил што ги слави оптимизмот, луксузот и модерноста, па затоа ги исполниле интериерите со геометриски мотиви, огледала и блескави детали. Замислете ги раскошните забави од големиот Гетсби, кристални лустери, рефлексии на светлина и гламур што зрачи со софистицираност. Меѓутоа, во тропскиот пейзаж на Мајами, овој стил доби сосема нова енергија. Под влијание на силно сонце, синиот океан и бујната вегетација, архитектурата и интериерите почнаа да користат пастелни тонови, како што се корално-розова, нанезелена, нежно-сина и сончево-жолт. Така е создадена препознатливата естетика што денес ја поврзуваме со легендарните згради покрај Ocean Drive, кои станаа символ на цела една ера. Еден од заштитните знаци на стилот Мајами арт-деко се изразените геометриски форми. Кругови, триаголници, лакови и симетрични линии кои внесуваат динамика и визуелна енергија во просторот. Ако сакате да го внесете овој стил во вашиот дом, започнете со помали детали. Например, табла за кревет со елегантни лакови, масичка за кафе со остри геометриски линии, декоративно осветлување со шевронски мотиви. Материјалите се исто така клучни. Стакло, огледала и метал создаваат ефект на рефлектирање на светлината што му дава на просторот гламурозна длабочина. Кога се комбинираат со геометриски форми, резултатот е интериер што изгледа луксузно, но и динамично. Така, тропскиот дух на Мајами доаѓа до полн израз. За разлика од класичниот стил арт-деко, кој често користи црна и златна боја, верзијата од Мајами преферира пастелни нијанси, нане-зелена, нежно-розова, светло-сина и сончево-жолта, внесуваат чувство на радост и леснотија во просторот. Кога се комбинираат со тропски мотиви како што се тапети или текстил со палмини лисја, просторот добива атмосфера на луксузен бар на плажа покрај океанот. Дури една смела декоративна одлука како што е ѕид во нане нијанса или комода во пастелно сина боја е доволно за да ја промени енергијата на целата просторија. За дополнителна доза на елеганција, дизајнерите советуваат дискретни метални детали во златни или бронзени тонови, кои му даваат на просторот софистициран сјај. Конечно, Мајами арт-деко не е само стил на декорирање, тоа е мало богатство од секојдневниот живот. Со комбинирање на геометриски форми, пастелни тонови и тропски мотиви, можете да создадете интериер кој ќе ве потсетува на одмор секој ден, бидејќи понекогаш домот е место каде што започнува најубавото патување, она што ве води директно во атмосферата на вечното лето. Да го претвориме во убав, топол и уреден дом. А ние сме тука да ви помогнеме во таа идеја. Знатиот актер, музичар и продуцент Џон Стејмос. Резиденцијата што Џон Стејмос ја дели со неговата сопруга Кейтлин и синот Били има стил, но има и душа. Од другата страна на собата, шта им весите, кога ја добив мојата прва куќа во кањонот Топанга. Се сеќава Стејмос, кој вели дека всушност ова пијано за него представува вистинска убавица. Стејмос знае понекогаш да чука на тапани со неговиот син Били. Тој за прв пат го искористи овој патриотски тематски инструмент, кога неговото синче малку подпорасна. Страничниот го писмо што можете да го видите. Дојде и со чек од $20 за мојот роден ден. If you need a tutorial to use this machine, I will come by. He gives a whole tutorial on here. I sent him back a thank you note on this. Стејмос и неговата сопруга обожаваат музика и честопати и двајцата знаат да седнат покрај пијаното со чаша вино во раката и да поминуваат убави заеднички моменти. Спалната соба е убаво и вкусно за нив. Стејмос исто така додава и дека надвор во дворот покрај
Со овој инспиративен прилог го заокружуваме денешново дружење кое се надевам дека внесе многу позитивна енергија во вашиот дом и дека ве научи како преку уредувањето да го направите токму таков среќен и спокоен, како што всушност треба да биде секој дом. Ви благодариме за вниманието, се гледаме повторно наредната недела, а до тогаш следете не на Инстаграм. Пријатно!